200 повици дневно во брзата помош од граѓани кои имале проблеми заради влошена здравствена состојба со високите температури. Најчесто се колапси, проблеми со крвниот притисок и сообраќајни незгоди. Докторите од брза помош објаснуваат дека влошено е и психичкото здравје кај граѓаните. Дневно секој пат има од неколку до 5-6 и повеќе, зависи од смена во смена дневна, кога се работи за најавни места колапс. Состојба како сега топло време што го крвотокот, циркулацијата што ја нарушува, да кажам, кај што доаѓа до тие хипоксии, особено на мозокот, во смисол многу низок притисок, дехидратација, е нормално да има психичка промена кај пациентите. Тогаш ќе се влоши деменцијата, тогаш стануваат понервозни, поразразливи, нетрпеливи. Луѓе кои што навидом биле здрави, може да се случат инсулти, инцидентно состојби непредвидливи предходно. Од Институтот за јавно здравје со препораки до граѓаните да не се излегува во најтоплиот период во денот. Во случај на прегревање на телото, сончаница може да се појават симптоми како слабост, вртоглавица, гадење, грчеви во мускулите. Во потешки случаи може да има и забрзано чукање на срцето и губење на свест. Црвениот крст на терен во најтоплите денови во заштита на граѓаните. Тие на граѓаните им даваа вода и им кажуваа совети. Од Црвениот крст посебно внимаваат на бездомните лица, на кои им треба лекарска помош. Во период од 11 до 16 часот ги имате од 3 до 5 тима на главните автобуски постројки, односно на тие постројки кај што се директно изложени на сонце, кај што фреквентира постара популација. Во тимот има и медицинско лице, без разлика до тоа дали е сестра или лекар. Граѓаните може да побарат совет. Доколку сте лаик, да се потрудите, пошто не знаеме тоа лице што е доведено до колапс, доколку лицето е дехидрирано и е во свесна состојба, да се потрудите да му дадете вода и да имате целосна контрола, условно кажано, врз повреденото лице. Се дека не пристигнат екипите на ИТ медицинска помош. Граѓаните во брзање ги завршуваат обврските до пладне, иако топлото е уште од рано са бајле, раскажуваат. Имам да речам тироида која што уопште не трпи сонце, а и на наши години не треба тоа да го правиме. Него во саатите кога можеме да издржиме. Сега, што направив? Направив право дома. Повеќе сум дома. Еве денес ми се чинеше малку посвежо, па излегов нешто да пазарам. И сега на автобус. Фала за водичката, се освежив и онака бев жена. УХМР најавуваат топла работна недела и до 40 степен, каде на некои места може да се достигне температури над 40 степен.